Минатата недела Врховниот суд утврди начално правно мислење според кое специјалното јавно обвинителство нема надлежност да води нови предмети по рокот од 18 месеци од приемот на бомбите, кој истече на 30 јуни 2017 година. Тоа директно загрози неколку предмети отворени подоцна. Одлуката на Врховен оди во корист на Али Ахмети, осомничен за пропаднатиот пропис во 2011 година. Случајот пациент каде осомничен е вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, но оди во полза и на останатите осомничени во други случаи: Сашо Мјалков, Орце Камчев, Милијана Киевски, Кирил Божиновски, Силвана Бонева. Општата, но и дел од стручната јавност ја нападна одлуката на големото мнозинство врховни судии. Главниот аргумент е дека толкувањето закони е надлежност на собранието. Врховниот суд ја презема надлежноста на Законодавно-правната комисија во собранието. Или обратно, ако кажеме, Законодавно-правна комисија во собрание доби опасен конкурент, би рекла, за уривање на правниот систем. Неколку дена подоцна, дали известно дека засегнатите функционери ќе бидат ослободени од одговорност или за епизодата ќе одговараат сите вклучени. Адвокатот Антонио Апостолски денеска побарал да се укине домашниот притвор за Орце Камчев и други негови клиенти во предметот Империја на СЈО. Истото го побарал и за Сашо Мјалков во петокот. Докатица Јанева испратил барање за прекин на постапката против друг негов клиент, Срđan Керим. Причината за сите овие барања, вели Апостолски, е што? Мерките се изречени по предлог од неовластен тужител според Законот за кривична постапка, а врз основа на начелното правно мислење на Врховниот суд. Апостолски ги очекува одлуките од институциите до кои се обратил. По телефонски разговор дури покажи разбирање што нема итна реакција, бидејќи тој самиот не е сигурен кој е надлежен да одлучува кога се во прашање притворите во овие случаи: кривичен совет или судијата што ја одредил мерката. За разлика од Апостолски, кој веднаш ја тестира одлуката на Врховниот суд, адвокатите во друг предмет преземен подоцна од СЈО, Монструм, не сакаат да брзаат. Ние инсистираме на тие разговори, бидејќи и надлежноста на специјалната јавнообвинителство веќе утврдена, според нас треба да до минимум до изведување на овие на незаконен начин прибрани разговори да биде надлежноста утврдена. Дали треба сите да молчат за некој да си отиде и да не одговара пред лицето на правдата? Значи, овие како прашања се наметнуваат. Сите сакаме да се дојде до вистината и до правдата. Меѓутоа, не на политички начин. Каква ќе биде судбината на сите овие предмети, првично ќе зависи од судиите во Скопскиот кривичен суд. За тоа каков став да заземат по начелното правно мислење на Врховниот суд, а со тоа и кон оспорените предмети на специјалното јавно обвинителство, судиите од Скопска единица расправаат доцна попладнево. На крајот одлучија топката да ја префрлат кај јавното обвинителство на Република Македонија. Судот утре ќе испрати две барања до државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Во првото ќе бараат утврдување дали СЈО е овластен тужител за оспорените предмети. Во второто ќе бараат јавното обвинителство да иницира автентично толкување на законот за СЈО до собранието, бидејќи судот тоа не може сам да го направи. На различни сценарија веќе размислуваат и во СЈО и во редовното обвинителство. Поминато неделната средба Јовески Јанева, денеска за 360 степени од канцеларијата на државниот обвинител, не отфрлаат и опцијата оспорените предмети на СЈО да ги преземе редовното обвинителство. Во моментов предметите се наоѓаат во специјалното јавно обвинителство. Се разгледуваат опциите за понатамошно јавно обвинителско постапување по тие предмети. И додека виси потенцијалната одговорност на осомничени, обвинети, притворени, во случаите за кои СЈО не поднесе обвиненија до 30 јуни 2017 година, во јавноста веќе се отвори прашањето за потенцијална одговорност и на оние што го донесоа начелното правно мислење, врховните судии. Јас и не се согласувам со дели од професорите што велат дека судијата не одговара за изразениот став во одлуката. Не одговара само за изразен став кој што е во согласност со законот или ако е спротивен на законот, тоа да е резултат на неговото слободно судиско убедување кое не е мотивирано од други причини, не од незнаење, не од, да речеме, неправилна примена на законот. 360 степени упати неколку прашања до надлежното тело кој утврдува одговорност кај судиите, Судскиот совет. Не добивме одговор, на пример, дали самите членови на Судскиот совет ќе иницираат постапка.
но не добивме одговор и до каде е веќе отворената постапка за 5 врховни судии, меѓу кои за председателот Јово Вангеловски, кога петчлениот совет гласаше 3:2 за пролонгирање на одењето во притвор на Сеат Кочан, чекор кој возможи бизнисменот да побегне, а потоа и да се врати без последици. Став за начелното мислење побаравме и од трите најголеми политички партии – СДСМ, ДУИ, ВМРО, ДПМН. На директните прашања дали Врховен имал право да толкува закон и дали се согласуваат или не со донесената одлука, став стигна само од социјалдемократите. Судската власт е независна и ние како партија, согласно нашите принципи, не сакаме да ги коментираме судските одлуки. Во јавноста се отворија одредени сомнежи, особено поради тоа што собранието е надлежно да носи закони и толкува закони. Врховниот суд може да носи само начелни правни мислења кога има различна судска пракса при примена на одреден закон. Во овој случај нема различна судска пракса, не судат различни судови. По овие предмети суди само Скопје 1 и во рамките на судот нема различна пракса. Ова не значи крај на СЈО и истрагите што ги води. Основното јавно обвинителство и СЈО треба да одлучат кој ќе ги продолжи предметите. ДУИ, ВМРО сепак не бе единствените од кои не добивме одговор на поставените прашања. Помислењата дека само собранието е надлежно да толкува закони не се изјаснија ниту од парламентот, а прашавме и во кабинетот на председателот, кај генералниот секретар и кај председателката на Законодавно-правната комисија.